Какво нормално живеење? Не можеме ние нормално да живееме. Целта на ова операција, ова црно сценарио или како власта ја нарекува хибридна војна. Иако го мразам тој термин хибридна, затоа што според мене ова е класичен тероризам. Значи целта е да се предизвика паника, страв, несигурност, чувство на безпомошност. И клучното, перцепција дека власта е неспособна, дека институциите не функционираат, дека владата нема да ве заштити, дека оваа власт е иста како и претходната. Тоа чувство после сакаат внимателно да се канализира во гнев, во отпор, протести и немири. Нормално насочени кон кого, ако не по владата. Значи секоја несреќа, секој инцидент, па ако го нема тогаш и ќе го подметнат. Да се злоупотреби за да се испровоцира и уплаши народот. Тоа го прават од пуста безидејност, од тоа што тие не знаат како другачие. Зарем имаат некој предлог, некоја идеја, некој проект што може да ви го ветат, а и да ветат кој во оваа држава уште верува дека ќе исполнат. И затоа се вртат на црни сценарија. Само така знаат да преживуваат, на туѓа несреќа и болка. Абе тие и слогани имаат уште пред да дознаеме што се случило. И тоа не е само сега. Има нели за Марти Нешковски, Тамара, СЈО. Веќе видено сценарио. Така и сега имаат слоган за Фросина, за Кочани, за Вардариште и за кутрата 31 годишна Росица од Велес. Сега имаат слогани, ама додека СДСМ беше на власт нема. Памтите некој слоган за модуларната болница, за автобуските несреќи, за било кое убиство за време на нивното 7-годишно владење? Не. Тогаш не им требаа слогани. Тогаш беа закачени на некоја државна невладина или не знам веќе каква цицка и млатеа пари. Тогаш никаде ги немаше мукла. Ама падне ли СДСМ од власт, се ближат ли избори, оп, нов слоган, нов протест. Тогаш не функционира системот. Тогаш власта е убиец и слично. Немојте ви се молам, луѓе, провидно, многу провидно.